Пробиен рокот за исплата на мартовската плата за вработените во културата. Синдикатот реагира дека за Великден над 3000 работници од културата се оставени без пари, но реолтот е уште поголем бидејќи велат ова не се случува за прв пат. Според колективниот договор платите треба да се исплатат до 10, но пробиен и законскиот краен рок 15 април. Институциите и да сакаа не можеа навремено да изготват плата, бидејќи од службите на Министерството за култура им беше кажано дека ако ја пресметаат платата согласно колективните договори, истата ќе им биде вратена и дека треба да чекаат насоки од нив. Дали министерот знае дека вработените во институциите добиваа викање и дерење од страна на вработените во Министерството наместо насоки и на крај насоките стаса на 10 април преку мејл без подпис на одговорен. Мартовската плата ќе легне на сметка веднаш по Великден, тврди министерот за култура. Усогласувањето на платите е испратено во Министерството за финансии. Лютко вели доцнењето е поради неусогласени одредби за начинот на пресметување на платата со новото покачување за кое имало спор од страна на синдикатите. Разговаравме долго време на таа тема како треба да се пресметува платата. На крај на 11 април донесовме одлука ние како министерство да им наложиме на институциите да ја пресметаат платата онака како што била пресметувана и до сега, а подоцна, за да не се доцна и премногу со платата, а подоцна во текот на годината да преговараме за колективниот договор и да видиме каде се во иднина спорните работи. Ова не е само административен пропуст, туку и директен удар врз достоинството на оние што ја чуваат културната меморија во државата, реагира опозицијата. Министерот за култура Зоран Љутков потврли не само како институционален раководител, туку и како човек кој некогаш самиот стоел на сцена и знае што значи љубовта кон културата. Разочарува фактот што токму тој, дојден од светот на уметноста, не покажа ни минимум емпатија и одговорност кон своите колеги, вработени во установите од културата низ целата земја. Од синдикатот најавија тужби за доцнење на плата во сите институции и порачаа дека го одмрзнуваат протестот што беше закажан за после празниците. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.